околу 1200 по администрацијата централна во град Скопје, а сега има нови вработување, имајќи го пред фактор дека само 30 лица во пензија. Значи, нема нови вработувања во смисол онака како што сакаше да се биде презентирано на јавноста. Има трансформација на работните односи што сме должни да го направиме согласно законот на луѓе кои што подолг период работеле по временски договори, ограничување. Знаете и сами, после 3 години вие сте должни како институција да го направите тоа. Тоа е првиот сегмент. Вториот сегмент е станува збор за програма за вработување која што е изготвена согласно систематизација на различните градски институции, која што систематизација никогаш не била пополнета, нити сега градот има потенцијал да ја пополни, меѓутоа во смисол на програма вие морате да ја донесете, бидејќи таа представува основ понатаму правен за да може да ги превземате било какви действија. Значи не станува збор за нови 700 вработувања, како што лажно имаше обид да биде прикажано на јавноста. Во делот каде што вработуваме лица, јас кажувам дека сме превработени, меѓутоа кажувам дека сме превработени на сериозно, на ниско ниво. На кадар, на едуцираност, на способност на луѓе. Кажав по неколку наврати, јас кога бев градоначалник, овој град имаше 19 обезбедувачи и 13 шофери. Тие немаат суштинска поврзаност со содржината на работа и на функционирање нити на градската администрација, нити на јавните предпријатија. Вчера на интервјуто во 24 кажа, во улици и патишта имате 4 луѓе што обработуваат една фактура. Еден што ја прима, еден што ја верификува, еден што ја одобро и четврт што ја исплаќа. За таков тип на несуштинска превработеност има. Меѓутоа, за сметка на тие луѓе, ние немаме соодветни кадри кои што треба да ги водат процесите што во градот, што во јавните предпријатија напред. Такви луѓе треба да примеме. Значи, пак е тоа проценка, не е... Има, велам, има, меѓутоа не можеме да дозволиме да имаме превработеност, а имаме превработеност на ниските нивоа. Тоа е таа превработеност за која што јас зборував. И пак велам, малку се лажни бројките, Јалов еден обид, затоа што не е реална целата таа приказка. Сега знаете, барате од мене да образложувам зашо некој лаже. Кога некој ќе ви даде лажна информација, ја да ја образложувам лагата, мислам дека нема суштина, ме разбирате.